Денеска има соопштение од партијата ВМРО ДПМН дека започнала конечно десоросоизацијата и обвинувања дека невладините организации испратиле мејлови за најава за тужба од мејл на висок функционер на СДСМ. Точни ли се овие тврдења и како ги коментирате? Она што можеме сите ние да го изјавиме е дека ние секој од нас, секоја организација достави демант до медиумите и особено до оние медиуми кои што го објавија тие лаги и невистини за граѓанските организации. Немаме сознанија за оваа вест, меѓутоа можам да шпекулирам дека е повторно лага и повторно оди во насока на тоа да се направи некаква конексија помеѓу действувањето на граѓанските организации и Социјалдемократскиот сојуз. Инаку, постапката ја знаете, испратено е барање нашите деманти да се објават, барање за извинување до оние тројца индивидуи кои што се нарекуваат движење. И во рок од 3 месеци, секако, во рок од 3 месеци имаме можност да покренеме и судски постапки. Јас би сакала да потенцирам дека за претходната хајка кон одредени личности од граѓанскиот сектор, односно злоупотребата на нивните лични податоци, веќе имаме доставено кривична пријава против Управата за јавни приходи. И само уште едно прашање во однос на онаа истрага која што беше имаше информации дека има обвинителството, дали имате некакви сознанија, дали сепак има таква истрага и до каде се инспекциите од Управата за приходи? Освен оние известувања кои што 22-те граѓански организации ги имаат добиено, со кои што се бара увид, односно инспекција на нивното финансиско работење, а кои што се доставени од Управата за јавни приходи и која што во меѓувреме беше проширена наместо за период од 1 година на период од 5 години, бараат увид во финансиското работење на одредени организации за период од 2012 до 2016 година и освен наводите од страна на еден прес од страна на опозицијската СДСМ дека кон 22 невладини организации и 42 физички лица е отворена постапка од страна на Управата за финансиско разузнавање, ние немаме информации дали другите органи на власта се занимаваат со граѓанското општество. Сакам да подлечам дека не би не изненадило да овие две постапки за кои што знаеме дека течат да бидат дел од една покоординирана акција за која што можеби и не треба да имаме јавно известување.